Благодарам, почитувани колеги, почитувана председателка, почитувана македонска јавност. Извештајот на Советот денеска, Советот е пред нас. Немав намера да се јавам, меѓутоа еве гледам од извештајот на Инспекцијскиот совет дека имате многу податоци, па би сакал да поразговараме. Имам и јас едно прашање исто како колешката. Знаеме дека Советот ја контролира работата на 28 инспекторати, практично 944 инспектори над кои што ја контролира работата. Еден од основните контролни механизми на Инспекцијскиот совет е можноста по службена должност да се издаде налог за вршење на поединечен или заеднички инспекцијски надзор. Она што можеме да го забележиме од извештајот дека Советот, кој што располага со значаен буџет, има издадено вкупно 110 налози. Дали сметате дека тоа е доволен број и дали сметате дека со ваков број на налози, ако земеме во предвид дека станува збор за 28 инспекцијски служби и за 944 инспектори за служба која што има значителен буџет, дали сметате дека по службена должност се издадени доволен број на налози? И тоа, ако погледнете добро, ќе забележиме дека и распоредот по области е несоодветен. 44%, односно 48 налози се издадени на инспекцијски служби од областа пазар, работни односи и безбедност и здравје при работа, а најмалку вакви налози по службена должност се издадени во областа градежништво, урбанизам, комунални работи и транспорт. Само еден налог за вршење на инспекцијски надзор, а јавноста знае и често е вознемирена, изборува дека токму како голем потенцијал, како потенцијален извор на корупција, токму оваа област инспекцијскиот надзор кој што се извршува токму во градежништвото, во урбанизмот и во комуналните работи. И сега како го објаснувате тоа што Инспекцијскиот совет по службена должност има издадено само еден налог? Уште неколку прашања сакам да ги поставам. Прво, дали која е ваше мислење за довербата на граѓаните во институциите, затоа што кога се подготвувавме овде за промените на законите кои што се однесуваа на работењето на инспекцијските служби, имаше неколку закони. Еден е за трудова инспекција, потоа имаше промена за закон за инспекцијски надзор во животна средина, и секогаш кога ќе ги направивме ние нашите анализи, доаѓавме до податоците дека бројот на поднесени преставки, например до трудовиот инспекторат и до невладиниот сектор, се однесуваше 1:7, 1:8, 1:9 и така натаму. Односно, ако имаше 500, сега карикирам, ќе ме разберете, ако имаше 500 поднесено преставки до државен трудов инспекторат, бројот до невладиниот сектор беше над 5000, што укажуваше на значителна недоверба, невозможност да се пристапи, а вие сега рековте дека со електронската платформа дека сте наиделе на позитивна реакција кај граѓаните. Дали имате таква анализа, дали е намален овој сооднос на бројот на пријавувања споредено инспекторатите со невладиниот сектор, или се уште можеме да кажеме дека недовербата на граѓаните е висока, затоа што инспекцијскиот надзор е оној кој што треба да обезбеди владење на правото, законитост, еднаков пристап до правото, до услугите на сите граѓани. И втора работа, дали сте запознати со, како да го наречам тоа, со обидите за оградување од вршење на инспекцијски надзор? Еве, само ќе ви дадам еден пример, па вие како представници во Инспекцијскиот совет тоа можете да го проверите по службена должност. Имено, кога имаше еден пример, кога во болницата во Кочани директорот донесе одлука да бидат примани доктори кои што беа подоле рангирани на ранг листата, и директорот се повикува на неговото дискреционо право. Меѓутоа, кога
беа поднесени представки до Државниот трудов инспекторат дека е несоодветен огласот, а трудовиот инспекторат, иако се надлежни за постапката за вработување, за спроведување на огласот и така натаму, на подносителот на представката враќа со текст дека за спроведување на законите од областа на здравството се задолжени здравствениот инспекторат. И на тој начин Државниот трудов инспекторат, иако е надлежен за постапката околу вработување, огласот и така натаму, се прогласува сами од себе си за ненадлежен. Затоа апелирам да ги земете во предвид овие случаи, затоа што лично сметам дека ваквиот несериозен однос на инспекторите во кои што не сакајки да влегуваат во спорови, не сакајки да се вмешуваат во одредени ситуации, најлесно се прогласуваат за ненадлежни. И затоа ќе ве замолам една моја сугестија, ако можете во идните извештаи, колку од инспекцијските надзори кои што завршиле по различни области можат да се сведат, односно да се стават во графата дека е постапувано по предмет по кој што не се надлежни. Иако по законот за постапување по представки и поднесоци, иако не се надлежни, тие по службена должност треба да го достават до органот кој што е надлежен. Замислете, кај нас тоа не го прават, односно завршуваат на тој начин што даваат некое толкување, практично го повторуваат членот на кој што се повикува подносителот на представката и на крајот заклучуваат дека не се надлежни. Лично сметам дека тоа допринесува кон таа разлика со која што започнав, односно дека граѓаните, односно оние на кои што им се повредени правата, немаат доверба во инспекторските тела, па затоа и се обраќаат кон невладиниот сектор. Не смее да биде така. Инспекцијските служби треба да бидат доминус, треба да бидат тие кои што ја водат постапката и треба да бидат првите кон кои што ќе се обратат граѓаните, односно треба да ја изградиме довербата. Уште еднаш кога сумирам, дали имате податоци колку од нив се прогласиле за ненадлежни од вкупниот број на инспекцијски надзори и дали сметате дека бројот на налози кои што ги издавате како инспекцијски совет, односно само 110 налози по службена должност, од кои што само еден налог во област на градежништво и урбанизам, дали сметате дека го оправдува целите на постоењето и причините за постоењето и законскиот основ на постапувањето на овој совет. Ви благодарам.